Се викам Бендовски Миле, роден сум 1929 година. Потекнувам од работничко сиромашко семејство. Од образование имам завршено средно електротехничко училиште и векаве работник од електрострука. На работа сум во дистрибуција од 1949 година. Пионер сум во електрификацијата на општината Струга. Као омладинец сум учествувал на работни акции Шамат, Сараево и Маврово при изградбата на хидроелектраните Маврово. Член на СКОИ сум од 1947 година. Кандидат на партија 1948 година и член на Сојузот на комунистите од 1950 година. Партиски воопште не сум нити опоменуван, нити казнуван. Скоро 90% во општината Струга се електрифицирани во моје време. За мојата работа сум похвалуван, наградуван и одликуван. Похвалуван сум од собранието на општината Струга со похвалница, со пофалба, подпишан од председателот во 1964 година. Ева е похвалницата. За мојата неуморна работа сум похвалуван со сребрна плакета на Електромакедонија погон Охрид. Исто така сум похвалуван од председателот на Републиката со медалја Рада, орден за трудот. Ево и уверење од председателството за моите похвалници и за мојот вложен труд. Во текот на моето работење во погонот Охрид, а кој бевме во заедница со дистрибуциите Струга, Кичево, Дебар, Ресен и Македонски Брод, дојдовме до сознание јас и некои другари дека другарот Никола Кувенџиевски, тогашен раководител на мрежа, и благајникот Ристо Филовски имаат злоупотребено, односно ја злоупотребуваат својата функција. Тоа со мнение решивме да го оствариме. Јас им дадов налог на некои другари во деловницата Струга, односно сега озете Електроструга Струга, кои ден денес работаат тамо, да прибават одредени документи и да ми достават мене. Тие се потрудие да ми достават документи кои ги гледате тука на гомила, ми ги доставие документите мене. Јас по тие документи, со оглед службата ми беше таква, да имав доволно време да размислувам, да разгледувам, со оглед дека прилично и ја познавам работата на дистрибуцијата, како работи, пошто обавува служба во трафостаница, така да немав друго, уместо да читам весници, јас читав налози овие што ги гледате. И тие, од читањето на тие налози, констатирав дека имат големи злоупотреби на средства. Се подкраднуват дистрибуцијата, тоест погонот Охрид и Струга нормално. След тоа моје сознание направив некој рекапитулар и припремив една пријава за органот за прогон. Јас таја пријава ја доставив во Овара Струга и често пати контактирав тамо со некои другари од Овара Струга. Тие другари превземаја, испитиваја поедини лица тука кои стојат во овие налози, имиња, адреси, некои се точни адреси, некои не се, ради некоја камуфлажа и така натака. И другарите од Овара ми рекоја дека тоа не оди така брзо, ја не бев стрплив. Јас не бев мирен никако, значи, и превзедов друга акција самоиницијативно. Доставив јас пријава сега до јавниот обвинител Битола. При доставувањето на пријавата моја,
Јавниот обвинител, Битола, односно заменикот, некој си Доне Петличковски е подписан, ме одбива, вика дека не е кривично дело кое се гони по службена должност, ами требало јас да сум го превзел тоа во смисол на член тамо цитиран некој 60 од Законот за кривична постапка како субстидиарен тужител. Како да се работеше да беше оплячкан имотот на татко ми, а не општествен имот. Ја немирен, во тоа нивно решение беше даден рок од 8 дена. Тој рок беше за мене прилично краток, немирен бев апсолутно, знаев што ме чека и јас тога воспоставив врска со Ѓорѓи Бундески во Охрид, во собранието, разговарав фино лепо, он ме убедуваше мене дека знаете дека друштвото нема средства толку за ваква едно гонење, ова е прилично голема работа. Јас тога револтиран извадив моја штедња книжка и му ја лупнав на маса. Викам, ео ти повише средства, 1.800.000 имав тога во штедњата книжка моја, али кредити, викам, немам ништо, обврски немам, ќе земам и кредити, а ако нема елементи за кривично гонење, значи и дека нема злоупотреба, тога изволте да ме осудите мене како за клевета. Јас од тука бев приморан да тркнам до Скопје, тркнав до Републички секретаријат на внатрешни работи Скопје, тамо ме упатие мене во Републичко јавно обвинителство кај некој другар, не се сеќам кој, имам и писмо, моје писмо, мој текст, тамо го написав. Тој другар ме упати мене од Републичко јавно обвинителство, ме упати до истражниот судија Битола. Јас од Скопје назад дојдов Струга, прибрав одредени документи, направив одреден текст, пријава и отидов во Битола, во преистражниот судија. На истражниот судија не 2-3 примерци, ами му доставив, ќе видите и тука од документацијава, 30 примероци. Еве, другари, неколку примери да ви кажем како се присвојувани пари и ставани во собствен джеп. Еве да ви кажам еден карактеристичен случај. Отворени се 5 работни налози за едно лице. Уградени се огромни материјали. Се гледат од налозите. Употребени се околу 140 работни сати. Овај човек воопште во евиденцијата, во книговодствената евиденција не постоја, него средствата за ова лице се ставени во джеп. А тоа го потврдувам и со документот за кој јас се обратив до книговодството на Електромакедонија Погон Охрид со моје писмо, одговорот нивнин гласи: подпишан од директор и од референт по наплата, ео ви списак на лицата кои платиле, кои не платиле, повише стои не, а овие да што стоја едно лице тука стои да, тоа делимично платил, другите средства према налогот се ставени исто така во джеп. Ео ти во друга година, исто не, на некој стои нема точна адреса, зато не ми е одговорено, не може и крај да му најди. Истражниот судија достави после пријава до Окружниот суд Битола. Советот на Окружниот суд Битола, начело на советот застана преседателот на судот Јовица Фидановски со другарите Васил Насев и некој друг тамо. И тие донесоe решение да се спроведе истрага против Никола Ковенџиевски, звани Шишко, и Ристофиловски, благајникот. За мене тоа беше доволно, еден примерак од тоа решение, значи добив и јас, и за мене беше тоа една морална подкрепа вака.
Со решението на окружниот суд, кој предвидуваше жалба во срок од 3 дена, тие се жалае до Врховниот суд на Македонија. Врховниот суд на Македонија донесе свое решение со кое не вика дека нема криминал. Значи, нема, меѓутоа, Врховниот суд се задржува на тоа што вели дека именуваниот Миле Бендовски не може да биде субстидиарен тужител, со оглед дека јас наводно како да работам во дистрибуција Скопје, а не во дистрибуција Струга, така да јас не сум бил оштетена странка. Потоа се бараше да се вклучи, значи, друштвената, односно внатрешната контрола. Јас бев приморан да побарам од внатрешната контрола помош. Јас бев председател на самоуправната работничка контрола во електрична централа Охрид, поранешен погон. Во овој погон беа работните единици Струга, Дебар, Кичево, Ресен и работната единица Охрид. Другарот Миле Бендовски дојде во електрична централа Охрид, ме побара мене и ми достави материјал, односно решение од Врховниот суд и материјални докази и бараше да самоуправната работничка контрола на погонот Охрид се произнесе. Вршејќи упоредување на налозите и фактурите, констатиравме да висината која требало да се исплати од поединци за услуга на деловницата не е целосно исплатена, односно постојат фактури со многу пониска вредност. Тоа ни беше еден доказ и сигнал да тие пари некој ги присвојувал или отишли на некое друго место. Како втор доказ ни беше решението на Окружниот суд во Битола, во која ги обвинува двајцата за грабеж, односно присвојување на материјални добра во вредност поголема од 5 милиони динари. И трет доказ ни беше решението на Врховниот суд, кој го ослободува под мотивација да другарот Миле Бендовски не работи во дистрибуција Струга, него работи во дистрибуција Скопје. Иако сите знаеме дека тие секогаш работеле заедно. Тоа ни бе основни докази за ние да направиме записник и овој записник беше доставен до Окружниот суд Битола, јавното обвинителство Битола, правобранителот на самоуправување во Охрид и органите за внатрешни работи при општината Охрид. Покасно испративме до сите структури во собрание на општина ова Струга. Пошто од ниједна структура не добивме одговор да се заинтересира по ова прашање, јас не често, него лично отидов до одредени структури и интервенирав што е по овој проблем, но нигде не најдов на подршка. После тоа тие зедоe, директорот зеде голем замав, значи за него тоа добре дојде, почна према мене да вршат големи репресалии. Со тоа што стално ми измислуваe некои дисциплински постапци, стално ме гонеа пред судот на Здружен труд, неколку пати, можда 5, 6, 7 пати, не знам колку има тука. Според она што слушнавме од Миле Бендовски, и најмногу поплаки има упатени до вас, другар Ковенџиев. Вие сте директор на ова работна организација. Како вие го коментирате овој случај на почеток? Видите, случајот со другарот Миле Бендовски, како тој го ја напушти организацијава, е долга историја. Јас мислам, најверојатно сме ограничени со време, би покушал така во кратки црти само да ви дам една така слика зашто другарот Миле сам ја напушти организацијата. Видите, ние сме организација на основна организација на Здружен труд, не само дистрибутивна дејност, него вршиме и споредна дејност, која е исклучиво, да речем, вршиме само инсталирање на домови, инсталации на далеководи и травостаници до дометот до 35.000 волти. Ние со посебна одлука имаме донесено во нашава основна организација дека сите работници од нашава основна организација, цитирам со обзир дека добро сме наградени. Можам да се пофалам дека просекот на личен доход во нашава организација е некаде околу 1.350.000. Таа нема да ми да замерите ако да речем дека заокружам 1.400.000 динари. Од тука е тоа е на обврска наша од сите работници
и донесовме одлука да не може ниеден работник да работи она што нашава организација ја врши таа дејност. Другарот Миле на неколку наврата за ова е опоменат. Од кои имаме два изрицити документа во кое другарот Миле на два пати казнуван со 1 година условно заради тоа неговото работење преку време на работа. Ја пред судот на Сдружен труд сите тие мои онакви, мислам, дисциплински постапци ги правдав така да ниедна не успеа да ја реализираат. Потенцирам дека другарот Миле во таа смисла морам да бидам јасен, дека немаме никакви забелешки, дека тој, да речем, злоупотребувала нешто материјални работи од организацијава, но дека работел приватно. Излезе законот за Сдружен труд, требаше да се потпишат некои си самоуправни спогодби за здружување на трудот. Тие самоуправни спогодби јас воопште нити добив, нити некој ми понуди воопште, ами едноставно тие донесоe решение да мене ме исклучат со мотивација дека не сум сакал да го здружам трудот. Миле Бендо исклучен е од работнава организација не од наша страна, него сам ја имат напуштена организацијава. Миле Бендо не имат подпишано изјавата за здружување на труд и средствата со организацијава, со кој е обврзан со законот за Сдружен труд, дека секој работник во организација на Сдружен труд треба да подпишува. Поставувам прашање како да не го здружам трудот, кога ја веќе 28 години работам во иста организација. И друго нешто, за подпишување на таква изјава представува некој свечен чин. Тие не ми понудија такво нешто, апсолутно. Јас на све заборев, реков дека работник, дека стварно на таа, да речам, што залагаме на таа работничка класа, на тие чести работници, дека треба да помогнеме, јас подев во тоа аспект дека треба стварно биде доста информација. Но за жал не најде ни трунка тој сам да се свести дека треба стварно пред овие вработени луѓе да кажам дека другари. Добро, и директорот ваш е онака каже, и директорот ваш има вакви и такви грешки, но дозволите да се и јас извинам пред овај колектив, заради тоа што и јас имам направено вакви дописи и до Македонија, и доставено до овај организација за Сдружен труд, каде што сме ги наводно подкраднувале. Свето тоа не најде снага да го сторит и од озгор на сето тоа и не подпиша изјавата за дека го здружуваат студентите. Но за да кажа дека јас нема со кога да се дружам и со кога да работам. Добро, а во колективот дали го сакал? Мислам, останативите во својим раководството? Можам да ви речам едина личност. Вие можете сега после овој разговор да направите една анкетна листа од работниците сега во 9:30 има појадок. Направите една штик проба со некој работник и ви кажете дека едина личност бев јас, која сакав да му помогнам, само од каприз да му кажам дека не може на таков начин да дојдете на никаков положај во организација, него треба да дојде прво да работи, што мислам дека има квалитети, односно имаше квалитети да работи, и сега мислам дека има квалитетите, но за жал тој не сакаш никако да прифати. Меѓутоа со сведоци, со лажни сведоци, доказае дека ми нуделе, а јас категоричен сум бил дека не сум сакал да го здружам трудот. Така да пред судот на Сдружен труд, кој се одржа во Струга, тие ангажирае свој адвокат од Битола, како да се работеше за некој злосторник, а не за работник и руководител похвалуван и одликован. Вие, Владо, сте технички директор, нели? Да, јас сум технички директор, сум од 56-та година ова предпријатие. Случајот со Миле го знаете сигурно. Со случајот со Миле го знам и со Миле бев ја многу близок, како другар, пријател, кучни луѓе бевме. Од Миле не знам дали е познато или е настана. Миле сета работа сам се исклучи од организација. Тој не сакаше да го здружи трудот со организацијава и поново ојде уште еднаш да го молат да потпише самоуправна ова спогодбата за здружување на трудот. Ве молам, вие работите во дистрибуција. Имате ли подпишано самоуправна спогодба за Сдружен труд? Кога? Кога беше? Сте имали ли проблеми со Миле? Проблеми имам многу со Милета. Какви?
Всекакви. Некој да наброите, Молим? да ми наброите некој пример да ми кажете. Не може да ти кажа тоа ништо. Зошто? Не може, зашто тој беше таков човек, не можеше човек да му прогори. Да му зулум правеше, тој не беше на тоа. Некој